снимаш и рекордираш. Рекордираш или снимаш? А? Рекордираш. Може да се да Ovo od моята лева страна, како и вообичаено по моите најми можете да знаете дека се работи за емисијата Шанк, се наоѓа Михајло Трајковски, фронтменот на групата Eruption. Така ли е? Така е. Тука е и тапанарот. Дали тоа значи дека тој е фронтменот или се лажеме тука ние двајцата? Точно е, тој е фронтменот. Кој има подкупено со едно пиво. Добро дојде во Струмица. Добро ме најдобме. Мило ние што сме тука. Морална поддршка е дечкото. Михајло, вие во Струмица дојдовте на една летна игранка, така може да се каже. Благодарение на така наречената летна игранка која што се појави 2013-2014, вие 2014 дебитиравте тука прв пат во Струмица и тоа на оваа Леблебиџинска улица и од тогаш, добро, потоп ќе кажеш, од тогаш конечно еве ве научија зашто потенцијал и квалитет станува збор и веќе сте малку почести гости тука во Струмица, така е? Точно. Јас колку што памтам, а не памтам, тој може да потврди дека не памтам баш многу, нема везе. Мислам, да, не тој памти. Мислам дека прва свирка беше во TNT, кај Миле. Да, за жал што не работи многу мило место. Мислам дека тоа беше пак баш во склопот на тој период кога почна тие летни игри. Внатре, не заборав дали е надвор или внатре. Нема везе, важно свиравме и внатре и надвор свиравме и во село. Лека беше внатре, да, првата свирка. Точно. Зимски период беше тоа, да. И потоа тој ве некако како изменаџира на некој начин, па потоа се на еден начин тој ни беше првиот контакт тука. Поздрав до Миле нормално и до сите. Да, така беше. Добри пријатели од Струмица. Грешка сум. Абе може не си. Ти беше дел од групата Абракадабра, како што се сеќавам. Така е? Точно и да се тоа, сеќавам. да, јас како што се сеќавам, пошто спомна дека ти не се сеќаваш, нели пак да потврдам дали се сеќаваш, се сеќаваш? За ова се сеќавам. Добро. И знам дека Абракадабра тоа беше многу одамна. Јас бев еден период студент во Битола, тоа беше пред 464 години, тука не од прилика. И тогаш во твојот бенд свираше Дамјан Пејчиновски на гитара. Да. Што се случи со Абракадабра? Што случи со останатите? Ајде, Пејчиновски знаеме, замина го формира Шајн и така натаму. Па сите како и Пејчинов имаат своји обврски, своји животи, веќе се во своји води, да. Бендот едноставно се растури, немаше како да оди понатаму. Прости причини, мислам. И поради градовите, поради оддалеченоста на градовите беше една од причините. Знаеш како тие се комплицирани работи, како една фамилија е бендот после одредено време. Се скаравте се нешто за некој женско? За некој пријачки се глупости за... Не, едноставно различни интереси. Појма немам. Одамна беше, не се сеќавам. Многу лајт музика свириш и така. Лајт, да, имаше некој беа лајт, ние бевме дарк и така дали. Добро, без разлика, инако да кажем, еве, комплетно сите сте сега трио сте, доаѓате од Битола, Eruption, доаѓа од Битола, ти си фронтменот кој воедно си вокал и гитара, соло, басистот, како се вика, ајде да го спомнам? Тој се вика Горан. Горан, сите го викаат, значи Горан кога се вика така, и Никола на тапани. Точно. Колку тапани има Никола? Знам дека има 4 добоши. 5. Нека си каже нешто, кажи ме Никола. Не е глувонем, добар е. Го потсеќам овака уживај. Значи ти подсетник од Никола. Инаку, како што реков на почетокот на емисијата, значи тој е тука за да морално го поддржи својот фронтмен, доколку нешто испушти да го надополни, ако треба да го надополни со нешто друго ќе го надополни, ако не, па здрави и живи. Никола ми кажа во оној нефункционален разговор дека бил пред група на Сепултура со друг бенд, што значи дека овие луѓе кои што двајцата кои што ги гледаме, за жал не го гледаме басистот, значи се биле претходно дел од останите бендови кои што се навистина големи, ако
како се викаат сега кога ќе направиш нешто проекти, големи проекти, значи се биле нешто што навистина било квалитетно. И што се случило? Што не било? Ама зашо? Консултир. Добар ќе го сечи. Нека, още пак. Ако бе ќе се сечи. Квалитетно. Николче. Така, кај си Николче? Така да викат во Битола. Кај си Никола море, Никола. Кај си бе Никола? А Никола инако, како што реков, е бил дел од Сепултура, тоест предгрупа на Сепултура, значи на настап на Сепултура е бил предгрупа со својот претходен бенд, па ајде малку тој нека каже нешто повеќе за тоа. Јас себе само го најавив тоа за да откриеш некои повеќе детали, кога се случи, која година се случи таму, поради која причина, еве вие бевте дел со тој бенд, како се викаше тој бенд и така натаму. Може Никола? Па бендот се вика Skull Crush. Тој ми е додуша првиот бенд. Со нив почнав јас да свирам тапани. Прв бенд кај што сум бил општо во животот е тој. И се случи, исто спонтано се случи така, другар наш од Скопје го организираше концертот на Сепултура и случајно се погоди, не предложи нас како предгрупа, не предложи нас и уште еден бенд Холокауст од Куманово. И ние двата бенда бевме како домашна поддршка, како бендој за загревање пред да дојде Сепултура. Во МКЦ во Скопје, во главната сала горе. Пред па може 3 или 4 години така нешто. Јас како што знам имаше проблем нешто, пејачот си ја скрши ногата па се одложи концертот на Сепултура. Нели сега Црнец име, претходно беше Макс. Тоа беше првиот пат кој требаше да дојат Сепултура. Ова вториот пат кој стварно дојде, немаше таква работа. Душе имаше еден инцидент, али не мора да се спомнува. Инцидент е па човек од 120 кила се качи на бината горе и се држеше на рамката. Едноставно се пушти и падна на чупе од 20 години и чупе да доби потрес на мозок, ова сите работи тука. После кој е крив на такви журки, немојте да одите, има такви луѓе. Значи не е до друго е до тежината. Така. Полке вегетаријанска храна да се практикува салати, супи. Веган ако си би било екстра да бидеш дел од таква една шутка, затоа што ќе бидеш како некој реквизит ќе може да користат и останатите. Вегетаријанци се нешто друго, оние кои што конзумираат и млечни производи, а и може да носат нормално и нешто што е произведено од животинско потекло, мала едукација за останатите. Да. А исто и да внимават на аспарагус, да не конзумираат премногу аспарагус. Може да, пошто го има тука во големи количини во Македонија, аспарагус може да се најде секаде. Мислам дека мокрачата мириса после многу на запах. Alright, here we go. Generous gathering at my sails, just like riches head like my sails. Evil minds and bloodless structure, just the road construction. No fears about is burning. The war machine keeps turning. Generated to mankind.
време постои Ерупшен? Околу 2 години, 6 месеци, 14 дена и 5 часа. Одлично. Значи, подсетни го. Точно е, да. Трио сте. Фронтменот си е фронтмен, по-возрастен од сите и искусен предходно. Најискусен од сите, повозрастен. Сериозно се држите кога тој нешто ќе каже? Да. Да. Освен мене. Искуствата тој ги има најголеми од сите во бендот, си го имате видено без брада? Да, го имаме видено и не му стои, затоа има пуштено пак. Но ова е маска. Разумирај дел по дел да ја откриеме. Ова е маска, да. Колку време ја пушташ? Ја негувам. Ја пушташ? Ја пуштам, да бе, да. се бричеш. Да. Со Бајле се бричев, али од Aftershave Раст. Има специјален Aftershave од Малезија. Да. И е на база на природни екстракти. Па затоа еве гледате каква јас ако ќе може и јас да. Па скапо е и на црн пазар треба да се набави, пошто има и нелегални состојки во него. Добро, да не навлегувам во тие сериозни вeze, теми, дај малку по-лајт. Нема да направиме авторско нешто? Се готви. Се прави. Да, можам да кажам. Значи, субвенционирано е. Имате напишено дека имате 12.000 концерти досега, така? Како што тоа го напишала Есма Реджепова, 10.000 концерти, кој беше? Заборавив како се Виданка Георги, како не знам. И како има 450 концерти досега. Значи, Можно е. концерти и тоа над 1000 луѓе. Аха. Значи, огромни концерти во неговото Во кариера. сите, за време на сите концерти над 1000 луѓе или на секој концерт над 1000? Така имат напишано. Вие сега може да се слободно напишеш за доби субвенција, може да кажеш 13 или имаме над 15 илјади концерти. Во 2 години имаме над 1000 сигурно. Да. И се готви, значи тоа. Се готви, да. Моментално сме во подготовки и ќе откриеме поќе нареден пат кога ќе има нешто готово, да. Песна со фолк примеси најверојатно. Не цела песна. Интрото е само фолк. Потоа веќе почуваат оние страни. Да. За да И привлече после е само турбо. Само турбо, да. Само турбо, ама за да привлече мора да биде фолк. Малку фолк, да, после само турбо. Нема фолк. И ја знаете правата формула да направите хитови, браво. Значи се прави авторска песна, тоа е многу битно и тоа ќе биде за брзо, така? Или? Па или. Ајде да не откриваме, мислам дека доволно откривме, многу момци направивме, се мислам дека дознавте за момците овдека кои што го сочинуваат триото Eruption и доколку сакате повеќе да научите, јас ќе кажам дојдете на нивните настапи и тука повеќе ќе научите и ќе разберете отколку сето ова што го слушнавме досега. Така ли? Фала многу, така е, и фала многу за поканата да свириме вечерва, фала многу и на сите наши добри другари, пријатели, пријателки од Струмица, што ни се многу мили. И тоа е тоа од мене, ти ако имаш да докажеш нешто. Никола, ти нешто да кажеш? Ништо, исто да фала многу за интервјуто, фала за свирката што не поканивте, исто поздрав до сите во Струмица, што не сакат и што не поштоват. Колку добри се, значи фала. Добро, јас им благодарам на нив што беа дел од нашата емисија Шанк и што одвоија дел од драгоценото нивно време. Фала ти тебе. Фала. Фала. Значи емисијата вика Шанк. Емисијата се вика Шанк. Да. Што мислиш? Па значи ние сме Eruption, ние се Шанк, се викаме Струмица и да гледаме. Ние сме Eruption и вие гледате Шанк. Не, тоа е многу селски, това може да кажа. Ние сме Eruption и ние се гледаме на Шанк. И се гледаме на некој Шанк во Звездениот град. И се гледаме на некој Шанк во Звездениот град. Добро, ние сме Eruption. Ајде, 3-4 заедно. Одиме. 3-4. Ние сме Eruption и се гледаме на некој Шанк во Звездениот град Струмица.